Реконструкцијата на надворешноста на Центарот за култура Бели Мугли во Кочани се уште не е завршена, иако претходно утврдениот рок беше продолжен до крајот на април. Представници од локалната самоуправа и од надзорниот орган одржаа состанок со изведувачот, при што е заклучено и се работи за недозволиво пробивање на рокот, кое не само што го отежнува функционирањето на институцијата, туку создава и проблеми во одржувањето на целиот простор и во користењето на јавните површини околу него. На состанокот било констатирано и дека не се исполнети очекувањата на граѓаните, кои секојдневно прашуваат за работи што се очигледни. Има видливи оштетувања на новата фасада, а тротоарите околу објектот и покрај кеот на реката, кои се шеталиште за граѓаните, подолг рок се заградени и го невозможуваат користењето на просторот. Реконструкцијата на ваква установа не се случува секој ден, а со парите што се добиени од Министерството за култура треба да и се овозможи нов век и таа да биде дело на кое сите ќе му се радуваат, било констатирано на состанокот. За да се следат работите на терен, Општина Кочани ангажираше и стручно лице, како надворешен надзор, кое помага навреме да се коригираат известни градежни пропусти. На средбата е предочено дека целта на локалната власт е по реконструкцијата на Центарот за култура да се оформи модерно шеталиште, целина во која овој објект ќе има значајна позиција. Градоначалникот Илиев ја истакнал и поддршката за поправка и навремено завршување на работите, кои со анекс на договорот беа пролонгирани до крајот на април. За првата фаза од реконструкцијата на Центарот за култура Бели Мугли, минатата година Министерството за култура одобри 13,5 милиони денари, а со анекс на договорот беа обезбедени уште околу половина милион денари.